Ви благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Гледавме долги пресконференции на владата, но одговор на главни прашања нема. Димитар Ковачевски и Крешник Бектеши со недели бегаат од одговор на најсуштинското прашање. Зошто, ако навистина сакале да нема рудник во Иловица, дозволиле фирма на семејството Дестани, која важи за блиско до ДУИ, да влезе во сопственичката структура на Euromag Resources, и тоа во време кога се води спор по еднострано раскинат договор од страна на владата, со купување на 25% од акциите. Напоменувам, владата според закон е таа без чија дозвола Дестани не можел да стане дел од Euromag Resources. Од тука, легитимно се поставуваат следните неколку прашања на кои владата не сака да даде одговор, бидејќи неминовно може да се дојде до заклучок дека Ковачевски и Бектеши се обидоа да го протнат овој случај далеку од очите на јавност. Зошто? Пред Дестани да влезе во Иловица, владата води хајка против рудникот и СДС и ДУИ, а откако Дестани превзема удел, таа хајка запира. Второ, зошто Дестани влегува во фирма која во моментот на негово влегување има спорна концесија? Дали и како знаел дека институциите ќе ја вратат и дали и како знаел дека владата година дена потоа ќе ги спои тие концесии? Трето, дали компанијата на Дестани дозволила потребната студија за влијание врз животната средина да ја нема, и затоа што нашите информации го говорат тоа, дека таква студија нема и не е доставена, и ако не е доставена, зошто не е, и ако доставиле, еве ги повикуваме јавно да ја покажат. Четврто, следствено на претходното прашање се поставува и ова прашање: какво е искуството на компанијата на Дестани во копање на злато и кои стандарди ќе бидат применети, со оглед на тоа што истата воопшто не работи во таа област. Како тогаш струмичани да веруваат дека почвата во Струмичко нема да се контаминира и дека рудникот нема негативно да влијае на животната средина? Почитувани, владата нема одговор на овие прашања, затоа што очигледно е дека рудник во Иловица со Дестани како дел од него, со СДС и ДУИ на власт, се оние кои што сакаат тоа да се реализира. Но владата треба да знае дека идната влада на ВМРО ДПМН ќе го преиспита целосно случајот со влегувањето на Дестани во Иловица и дали се исполнети сите процедури. Секоја нерегуларност ќе биде најстрого санкционирана. Ви благодарам.